Почитувани, добро вечер. Ви благодарам на вечерашното вклучување на нашето предавање. Вечерва доктор Нијами ќе ни говори за историјата на Транссибирската железница. Повелете. Благодарам што и овој петок се повторно со нас. За денес избрахме една тема за која што, како што можевме да видиме на нашата страница на Facebook, има голем интерес, а именно тоа е Транссибирската магистрала, односно Транссибирската железница. Така што денес ќе се обидам накусо да зборувам, да проговорам за неа, за нејзината историја и некакви интересни факти. Да ви кажам, Транссибирската железница пред 131 година во Владивосток започна нејзината изградба и таа е најдолгата железничка пруга во светот. Оваа магистрала практично поврзува два дела од светот, 12 области и 87 градови, долга е 9288,2 километри. Транссибирската магистрала е една од најстарите железнички пруги во Русија. Изградбата на една олку голема пруга за Руската империја била навистина важна случка. Затоа сведочи, впрочем, и фактот што на молебенот за почетокот на изградбата на пругата присуствувал лично престолонаследникот Николај Александрович, и тоа по налог на неговиот татко Александар III. Во 1890 година европскиот дел на Русија имал железничка мрежа која била долга речиси 30.000 километри, благодарение на ефикасниот систем на она што денес се познато како приватно јавно партнерство. Во меѓувреме, источно од планината Урал, која дели Европа од Азија, не постоел ниту еден километар железничка пруга, иако императорот Александар III се залагал за неа. Во 1886 година тој рекол дека владата се уште нема направено ништо за овој богат, но граничен регион. Идејата на железничкиот проект од Москва до Тихиот океан се чинела нереална. Изградбата на 650 километарската пруга Санкт-Петербург-Москва, која што патем речено била пуштена во употреба во 1851 година, чинела 67 милиони рубли, а владата имала годишен буџет од 200 милиони рубли. Поврзувањето на Москва со Владивосток би чинело 330 милиони рубли, односно во денешни пари тоа се некаде околу 7 милиарди американски долари. Во меѓувреме, Кримската војна, она 1853-1856 година, буквално ги истицала руските резерви, касата останала празна. Уште еден факт што ја плашала владата е тоа што Транссибирската железница требала да биде изградена преку речиси ненаселениот Сибир, со минување на стотици големи мали реки. Бирократите му одговориле на Александар III дека, како што обично бива, дека изградбата е невозможна. Никој не ни знаел дека само по неколку години ќе започне прогрес кој ќе премине преку овие трошоци. Имено во јули 1890 година Санкт-Петербург го пречекала алармантна вест дека Кина започнува да гради железничка линија на границата со далечниот исток на Русија. Па така во средината на 19 век Русија успеала да постигне неколку договори со династијата Џинг, која што тогаш владела, со која на Руската империја всушност се признава правото на Амурската област, на Приморје, на Сахалинската област,
на она што е денес еврејската автономна област и на голем дел од територијата на Хабаровск. Во тоа време железницата завршувала, како што реков, на Урал. Оттаму постоеле само конјачки патеки кои се протегале низ Сибир. До Владивосток можело да се дојде со брод од Бајкал преку реките Шилка и Амур. Имено на зима Амур била замрзната, а на лето знаела да присуши, со што практично се прекинувала комуникацијата и овој пат одземал најмалку 11 месеци. Алтернатива представувал поморскиот пат околу Индија, Кина, Кореја и Јапонија. Патот траел понекогаш и до 6 месеци, но секој потенцијален конфликт помеѓу Русија и Британија, Кина или Јапонија можел да веднаш да го отсече далечниот исток од европскиот дел на Русија. Всушност, од тоа време рускиот далечен исток бил соевиден остров одсечен од Русија. Изолацијата на јазиските територии била закана за Санкт Петербург кога летото 1890 година се дознало, нели, како што реков, дека Кина планира изградба на железничка пруга на периферијата на рускиот далечен исток. Имено Кина со помош на англиски инженери започнала да гради железничка пруга од Пекинг кон север, кон Манџурија, кон градот Хончун, кој се наоѓал на тромеѓето на Кина, Русија и Кореја на само 100 километри од Владивосток. Во тоа време Кина имала 400 милиони жители, а регионите на Русија кои граничеле со неа имале население помалку од 2 милиони, така што можете да ја сватите таа потенцијална закана. Така што во август 1890 година министерот за надворешни работи на Руската империја, тогаш Николај Гриз, изјавил дека изградбата на Транссибирската железница е од најголемо, односно од приоритетно значење. Ова практично значи дека геополитиката ги победила финансиските проблеми и Александар III му наредил на принцот Николај лично да ја надгледува изградбата на железницата во Владивосток. Изградбата на големиот Сибирски пат, како што тогаш била нарекувана Транссибирската железница, започнала на 31 мај 1891 година. Железницата и процесот на незината изградба играле важна улога во социјално-економскиот развој на рускиот далечен исток. Имено како што знаеме и денес рускиот далечен исток е се уште неистражена, целосно неистражена територија, од која што се очекува многу. Еве, патем, ова е една слика каде што е прикажан, го гледате, принцот Николај Александрович на започнувањето на изградбата на Транссибирската железница. По само 5 години од започнувањето на изградбата, превозот на стока од пристаништото на Владивосток пораснало дури до 30 пати. Голем дел од увезената стока била наменета за изградба на железницата, секако. Со поврзување на Тихиот океан со Урал преку железничка линија, Владивосток практично станал трансконтинентално пристаниште. Интересно е дека кинеската железница на северот, од која Русија толку многу се плашила, била изградена дури неколку децении по Транссибирската. Ако се вратиме во современоста, некои возови и вагони кои патуваат од првата до последната станица на Транссибирската магистрала, односно како што се нарекува Транссиб скратено, претендираат на звањето рекорди. Например, до мај 2010 година
Преку Транссибирската пруга се обраќаше воз на најдолгата релација на светот од Харков до Владивосток. Тоа беше возот со број 5354. Неговата композиција поминуваше 9714 километри, пруга за 174 часа и 10 минути. Сега тој истиот, да кажем, воз патува од станицата во Уфа, но задржани се вагони во кои нема преместување. Вагонот во кој нема преместување поминува најдолгата релација на светот денес, сообраќа од Киев до Владивосток и поминува 10.259 километри. Времето поминато е 187 часа и 50 минути. Возовите на линијата Москва-Владивосток тргнуваат од Јарославската железничка станица во Москва, каде се поставени исто како и на крајната дестинација, впрочем во Владивосток, специјални километарски столбови, што можеме да ги видиме на сликата, со кои што е одбележена должината на магистралата. Гледаме од едната страна е 0 километри, а од другата страна е 9298 километри. Што значи ова е нултиот километар во Москва, односно ако доаѓате од Владивосток кон Москва, ова е веќе 9298 километар. Растојанието од Москва до Владивосток најбрзо го поминува патничкиот воз со број 1 НИС-2 Русија. Тоа преминува оваа пруга за 146 часа, се извинувам, или за речиси 7 деноноќја. Овој воз во просек годишно превезува 200.000 патници и со право го нарекуваат главниот воз во земјата. Првата композиција на оваа линија почнала да се обраќа уште во времето на изградбата на Транссибирската магистрала и освојувањето на Сибир и далечниот исток. Тоа било во 1903 година, кога магистралата се уште не била завршена. Современиот воз Русија тргнал на своето прво патување на 30 септември 1966 година. Вагоните повеќе пати се реновирани и обоени во друга боја. Најпрво биле во боја на вишна со големи метални букви, потоа црвени, па со боја на марина, па зелени, а од 1000 година вагоните на возот Русија, како што можеме да видиме, е во бојата на руското знаме, со задолжителен релјефен државен грб на Руската Федерација, го гледаме меѓу прозорците. Кога станува збор до превозот на стоки, односно на товари, и тука Транссибирската магистрала има голем потенцијал. Техничките можности на Транссиб постојано се зголемуваат. Например, во 2002 година целосно е електрифицирана двојната пруга, така што денес Транссиб може да овозможи превоз на 100 милиони тони товар годишно. Она за што исто така сакам да поспорувам, тоа се возовите кои што возат по оваа магистрала. Именно патувањето по Транссибирската магистрала во Евразија спаѓа во редот на најголемите туристички авантури и нешто во кој секој пасиониран патник мора да го доживее барем еднаш во својот живот. Во наше време постои можност патот од Москва до Владивосток да се помине на неколку начини. Постојат така наречени возови со вагони заеднички,
каде што постојано се качуваат и се семнуваат, луѓе се менуваат, малку е бучно, сите спијат во еден ист вагон и така натаму. За љубителите на вакви дружби, тоа секако може да биде интересно, но претпоставам дека не е секогаш, не е тоа за секого, лично за мене, например, не би било предизвик. Но постојат и такви возови кои што може да се поменат во така еден голем луксус, а секако постојат и онакви средни класи кои што би можел да си ги дозволи секој. Денеска би сакал малку да позборувам за оние возови кои што се најинтересни, односно за луксузните. Именно патувањето по Трансибирската магистрала по Евразија спаѓа, како што реков, нели, во една од желбите на сите оние што сакаат да патуваат. И мене понекогаш кога ми поставуваат прашање дали сум патувал, велам не. Зошто? Затоа што некако малку ми е многу 7 дена да минам во воз. Иако за разлика од мене, мојот колега Дарко Несторов, например, би уживал во едно такво 7-деневно патување со воз. И морам да кажам дека, например, луѓето се решаваат на една ваква авантура со тоа што ќе тргнат од Москва и ќе го поминат целиот пат, а потоа назад кон Москва или кон својот дом се враќаат со авион, што значи многу ретко се случува некој да земе повратен билет. Инаку она што е интересно за Трансибирската магистрала и железници за патувањето по неа, како што реков, таа поминува низ 87 градови и меѓу другото таму постојат и неколку големи градови кои што се од важно федерално значење. И интересно е што доколку купите билет, не е задолжително ова патување да го поминете за тие 7 дена. Значи, можете да излезете, например, да кажеме, првата станица која земеме, тоа е Јарославле, да се симнете таму. Јарославле инаку е град кој што е познат како престолнина на златниот прстен на Русија. Можете да се симнете таму, кога ќе се симнете да го резервирате вашиот билет, например, ако планирате да се задржите еден ден, да кажете следниот ден јас ќе продолжам, значи, со следниот воз. И истото тоа да го правите во сите градови. Например, би било штета доколку не се симнете во Руската Силиконска долина или Екатеринбург и таму да поминете неколку денови, иако постои можност, например, во поголемите градови, возот да се задржи, односно да стои на место и неколку часа. Инаку, кога станува збор за возовите, постојат 4 главно воза, кои што се така препознатливи. Првиот воз е Императорска Русија. Поради својата едноставност, ова е еден од најбараните возови за овој вид патување. Прво и основно морам да кажам дека ова е најнов воз кој започна да работи пред едно 10 години. Освен тоа, возот ќе го однесе надвор од вообичаените туристички рути и тоа до прекрасни градови како што се Омск, Тобольск, Новосибирск и така натаму. Ова се така некои помалку популарни, но исто толку привлечни дестинации на најдолгата железничка пруга на светот. Во смисла на удобноста, Императорска Русија може да се спореди со хотели од типот на Хилтон или Мериот и така натаму.
кои не се најлуксузни, но се одликуваат со висок комфорт. Купињата во принцип се просторни, љубаво уредени. Патувањето со висока класа секако подразбира купиња опремени со душ кабини, а во двата луксузни вагон ресторани можеме да видиме како изгледа една спална соба. Како што реков, во двата вагони ресторани се служат прекрасни јадења од руската кујна. Возот е сосема нов. Хотелите во кои што се одседнува за време на патувањето се едни од најдобрите. Има неколку работи што одат во прилог на императорска Русија. Возот е воведен во употреба, значи како што реков, пред 10 години и се смета за еден од најлуксузните на сибирските пруги. Неговите тури се разликуваат од останатите, а особена погодност е тоа што цената на билетите беше намалена во текот на првата година, и за разлика од другите возови, цената е, да кажеме, по-прифатлива. Еве да видиме како изгледа тоа и во едно кратко видео на руската железница. Следниот воз е Золотој орел. Возот Златен орел представува практично врв на луксузот, за разлика од модерните возови како што е императорска Русија. Изгледот на Златен орел потсетува на некои минати времиња. Самата негова појава зрачи со величественост и може да се каже дека заслужува почесно место меѓу возовите. Станува збор за една од најдобрите железнички композиции од луксузна класа во светот.
Од сите вагони што се користат на Транссибирската железница, оние што му припаѓаат на Златен орел, имаат најпрострени купиња, изборот на погодностите за патниците е импресивен. Да споменеме само дека, например, за време на патот се служи шампанска, во бањите им стојат на располагање на патниците, бањите им стојат на располагање 24 часа, опремени се со шампони од, да кажеме, локситан и така натаму. Интересен детаљ е што композицијата ја влече локомотивата П36, која што можевме да ја видиме, која што го поседува еден од најстарните парни мотори што се употребуваат. За Златен орел може слободно да се каже дека е хотел, односно дека е, да кажеме, Four Season на пруга. Се насе доколку навистина сакате врвен луксус, вашите очекувања ќе бидат исполнати. Секако, доколку за тоа одвоите прилично голем буџет, кој што се движи некаде околу 20.000 американски долари. Еве можеме да видиме и како изгледа ресторанот и сега накратко да цирнеме исто едно видео од Златен орел. Следене царска золата, царското злато, тоа е најстариот приватен воз кој се облеке на пругите во Русија. Ова воопшто не значи дека е помалку удобен, затоа што се реновира возот речиси секоја година. Располага исто така со просторни купиња, со оглед на тоа што е во собственост на германска компанија. Можеме да претпоставиме дека услугата се одликува со прецизност и со квалитет кои се карактеристични за оваа земја. Во принцип, она што, да кажеме, кемпински меѓу хотелите, тоа е царска золата, односно царско злато во категоријата на железнички гарнитури. Освен просторните кабини, патниците можат да очекуваат и одличен комфор. Една од особеностите на возот е
носталгичниот, да кажеме, вагон, неговите купиња се опремени во стилот на некогашните советски возови, со кои што патувале високите функционери на Комунистичката партија на Советскиот сојуз. Патувањето во овој вагон е посебно доживување, доколку секако не ви пречат заедничките туш кабини. И последниот луксузен воз, тоа е Grand Trans-Siberian Express. Тоа е уште една таква луксузна железничка гарнитура, чии собственици се исто така од Германија. Во смисла на удобноста може да се спореди со императорска Русија. Нуди широк избор купиња и поволни цени, многу поповолни, да кажеме, од царска злата. Она што го издвојува овој воз од другите е вистинскиот клавир во салонскиот вагон. Како што можете да видите, тоа е повторно, нели, едно патување со 5 звездички, и еве да видиме како кратко видео како изгледа и овој воз. Така инаку морам да напоменам дека патувањата со овие возови не представува едноставно седнување во возот и поаѓање од почетна до крајна дестинација, туку тоа се така наречени екскурзии, односно тури, во кои што има, нели, посета на различни места, особено ако можевте да видите, например, во клипот за императорска Русија, особено интересна посетата задолжителна кај сите на Бајкалското езеро, и како што можевте да видите таму доколку се сеќавате на видеото, луѓето се симна на традиционален шашлик покрај Бајкалското езеро. Инаку морам да напоменам, можни интересен факт е тоа што Транссибирската железница поминува точно покрај брегот на Бајкалското езеро, што е навистина големо доживување. И јас се надевам дека во овој краток период успеав да ви раскажам нешто од историјата и неколку интересни работи поврзани со Транссибирската железница, кои што не секаде ќе ги најдете. Се надевам дека уживавте и доколку имате некакви прашања, јас ви стојам на располагање да одговорам. Јас не гледам дека има прашања.
Во тој случај ви се заблагодарувам на присуството на нашето предавање. Ве поканувам да следите Facebook страната за следните предавања. Му се заблагодарувам и на доктор Њами за одвоеното време за ова интересно предавање и се гледаме во наредна прилика. Убава вечер.